Поради намалениот број на ученици, дел од училиштата, посебно во руралните средини, ќе се затворат. Македонија повеќе од една деценија се соочува со намален наталитет, но и селување на цели семејства. Желбата за повисок стандард и подобра работа ги тера да заминат од татковината. Во училиштата се помалку се слуша детски џагор. Колку и кои училишта ќе бидат затворени, допрва ќе се одлучува. Во моментов се обновуваат податоците и се прават анализи, вели министерката за образование Јаневска. Проблемот со малиот број на дечиња во училиштата е првенствено проблем на децата. Јас би сакала граѓаните тоа убаво да го разберат. Тие деца кои се по 5, 6, 7 во одредено село, ке наречем, тие се де факто изолирани деца од останатите нивни врсници. Се наоѓаат во едно училиште кое може и да е реновирано, но во главном се постари, сведени се сами на себе и своите родители, наставници кои доаѓаат нели да ја направат наставата, од време на време се менуваат. Јаневска истакнува дека тие деца немаат информации за надворешниот свет и немаат можност да се социализираат, да видат смарт табла, да видат модерно ново училиште, да се надпреваруваат со децата од својата генерација. Министерката нагласи дека има училишта со само 20 ученици. И дополнително, за да бидеме честни и фер, тие училишта се терет на државата. Режија се плаќа, нели, грејење, струја, интернет и така натаму. Да, проектот за оптимизација на мрежата училишна во Македонија тече со помош на УНИЦЕФ и во моментот се обновуваат податоците и се прават анализите. Но да не се создава паника кај родителите. Има одредени региони на планинските села каде иако има мал број ученици, училиштата нема да бидат затворени, затоа што се на голема оддалеченост од централните училишта. Клучна врата ќе се става онаму каде подрачните училишта се оддалечени до 2 километри од централните. На децата ќе им биде обезбеден оброк и бесплатен превоз. Со ваков чекор ќе се подобри социјалниот живот на учениците, а ќе им се даде повеќе ангажман на наставниците, се со цел тоа да биде од корист за децата и стекнување на нивни знаења. Намален број на ученици има и во градовите, но дали ќе се затворат училишта во градските средини и како ќе се решава тој проблем, ќе се одлучува многу внимателно, без избрзување, земајќи ги во предвид сите околности. Инаку Јаневска обзнани дека Министерството за образование и наука е во минус 5 милиарди денари, но уверува дека и со ваков буџет ќе има плати за вработените во образованието, а ќе се исплаќа финансиска поддршка и за учениците.